Почитувани, добар ден, време е за вашата црвена линија. Тоа значи дека ве очекуваме и ве на самиот почеток ве охрабрувам веднаш да бидете подготвени, да го завртите телефонскиот број и секако да се вклучите во поголем број, бидејќи темата, верувам дека за темата особено ќе имате што многу да кажете. А еве зашто ќе проговориме денес. Премиерот вели за 4 месеци направиле повеќе од некои претходни влади за 4 години. Синдикатите пак имаат поинакво мислење. Нас не интересира какво мислење вие имате по ова прашање на 023076677. Ве очекуваме да се јавите и токму со вас да продискутираме, а и секако нема да заборавиме да ве подпрашаме и на анкетата која што објавивме на Инстаграм, а анкетата за денес гласи вака. Вели вака, во време на криза дали ни се потребни розови очила за да го видиме овој успех? Се гласа со да и не и се разбира некаде таму веднаш по рекламите, конкретно ова денешно издание на Црвена линија, ќе ги соопштиме и резултатите, односно како сте гласале вие. Што се однесува до вклучувањето, еве ќе повторам 023076677, еве ќе се појави на екранот. Она за што зборуваме дека премиерот вели за 4 месеци направиле повеќе од некои претходни влади за 4 години, а синдикатите е факт дека имаат поинакво мислење. Да видиме какво мислење нашиот прв гледач има во Црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, секој е добро. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Ова тема што сте поставиле не е на одмет да се коментира, затоа што точно е дека од јануар месец наваму владата начело со Димитар Ковачевски точно дека има некои резултати, и то какви резултати направено во поглед на минималната плата што е направија, во поглед со договорите од образование и наука, каде што се договори и ги подпиша колективните договори со школските установи, Министерството на труд политика, исто така донесоа некои званични ставови и закони и одлуки и договори, со тоа што на некој начин во државата почнува некои работи да функционира. А тоа што господата од синдикатите на Република Македонија не се задоволни. Ве молам, до кога таа администрација кај нас ќе бара повеќе, народски речено, погача од леп. Да се разбериме, нека земат, нека работат, затоа што кај нас не е доволно развиено стопанството за да го полни буџетот. А ние мораме да се задолжуваме и тој Димитровски кажа дека 900 милиони зеле евра и да му ги даде. Тоа ги извинат. Тие пари се потребни за друго место. Благодарам што ја искористите можноста да се вклучите во Црвена линија. Веднаш преминуваме на нашиот нов гледач. Велам добар ден од Црвена линија. Се надевам дека и добро се слушаме. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка со мене и подобро ќе се слушнеме. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Еве, кој е... Благодарам, зашто јас сум на линија, нели? Така, продолжете, ве слушаме. Во ред. Ајде да почнеме тогаш. Па, темата е така како убаво поставена, а и она за розевите очила. Анкетното прашање, да. Анкетната... Дали се поставива розови наочили за успехот? Мислам дека треба за неуспехот, а не за успехот да гласи. Оти ништо не е успешно сега за сега кај нас. И затоа премиерот вели дека за 4 месеци направиле повеќе од некои претходни влади за 4 години. Значи дека и тој сака да лаже. Сака да лаже, а народот е лажен. И овие што правеа нешто, и тие крадеа, ама баре нешто правеа, а и тие лажеа. Ама па за овие нема што да зборувам, освен лажење, не ми е друга во главата. Меѓутоа многу полошо што ние овачите се јавуваме и кажуваме
Па кога нешто наопаку го кажуваме и подржуваме лошото, значи дека и ние лажеме. Ако и ние лажеме, тогаш зошто се јавуваме, зошто само да пореметуваме работата, е убаво ја водите емисијата, баш ми мил црвена линија, имаше уште кога, ако не се ладам Оливера Трајковска или како се викаше. Да, то никогаш многу одамна. Одамна беше околу 2001 тука некаде. И таа беше така напредна новинарка и ја оформи, така речи, прва емисија беше во тие контактите, ако не се лажам. Времето оди многу малку време ни дава, тебе отиде време, но сега што правам? И да што ќе направите, прво јас ќе ви се заблагодарам што се вклучите во црвена линија и сега ако бидете се повторно и ако добиете шанса се разбира повторно ќе се вклучите. 90 секунди во видовме со цел да имаме повеќе гледачи. Ајде да слушаме што ќе ни каже нашиот следен гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро и до вам. Убав ден да си имате. Убав ден, секако ќе ви посакам некаде на крајот и убав викенд, ама еве сега оно што е најважно, времето е за вас, па Во ред, ви благодарам и на вас. што ќе кажете на денешната тема? Вака, За пред се да успех. му кажам на претходниот гледач дека некои граделе, меѓутоа многу краделе. А вистината дека не ги вреđат судството, судствите се полни со министри за да не ги спомнам на име, не би сакал да ги потенцирам, ама нивните сопартици кажувале дека граделе, ама краделе. И затоа се сега во основен во суд по 15 години 12 министерот за транспорт и врски. Воред, се извинувам да придам на темата. Што се однесува до синдикатите се непродуктивни. На која основа да им даде државата 1,5 милиарда и да задолжи уште 1 милиарда. Кредит да земеме, а да им дадеме на нив. Кој резон има, кажете ми, ние да дадеме на непродуктивни, на администрација која што ја сиза крвта на Република Македонија? Покрај тоа бараат антикризни мерки. Уште 1 милиарда. Па не цели 4 месеци влага државата во дупка и во криза со 2 милиарди. Бидите свесни, не треба политички да се зборува. Треба да се зборува за заштита на интересот на Република Македонија. Не се интересот буџетарите само. А ние, нас, кој не прашал? И вас, никој не праша. Секако црвена линија е тука да ве праша вас, односно слободно си го кажете вашето мислење и став. Ајме да слушаме што ќе каже следниот гледач на денешната тема. Премиерот вели за 4 месеци направиле повеќе отколку некои претходни влади за 4 години, но синдикатите најверојатно имаат поинакво мислење. А какво мислење има гледачот, ќе слушнеме сега. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Човекот пред мене рече дека непродуктивни. Абе, просветата е најпродуктивна. Ако просветата не ни е добра, каде ќе одат овие менаџерите, политичарите, дипломатите, каде ќе одат без образование, без наука, без тие работи? Затоа сите се важни. И земјоделецот, и овчарот, и оратот, и политичарот. Меѓутоа, кај нас е лошо што еве сега човекот сече 1,5 милиарда бараат овие. Овие 4,5 милиарди за оваа година, а може би веќе ги снемало. Каде отидува тие пари? Дали се прашуваат овие луѓе што се јавуваат и напаѓаат по нешто што не треба да се напаѓа? Каде отидува парите на СМ, на МЕПСО? Дали децата на политичарите што отидува тамо треба да земаат 1000, 2000, 3000 евра плата? Дали тие загубари што прават загуби државни фирми? Македонија, Македонски железници, Македонски пошти. Дали треба да земаат минимален тие или треба да им се дава колку сакат толку? До кога ние вака наопаку ќе кажуваме, ќе се однесуваме дворично, Македонија ни пропаѓа, стварно ни пропаѓа, а ние напаѓаме едни други. Па не се зафалени ни тие, меѓутоа дај да дојде до човечко решение, да се сплоти македонецот, албанецот, обичниот човек, да мислат што треба за утре, инаку оган не ни бега за утре, ако така продолжиме. Продолжете секако да не гледате и да ги слушнете мислењата на другите гледачи. Секако и благодарам што се вклучивте во црвена линија. Јас би да одиме сега со малку Твитер заедницата. Издвоивме повторно нешто како црвена линија, кога веќе зборуваме на оваа тема, успеси на владата и секако фактот дека синдикатите
имаат поинаков став околу тоа колку успеси се постигнати. Па еве Јован Краевски на Твитер го ја коментира објавата на Стефан Богоев за само 4 месеци, историска автокефалност на црквата, историски покачена минимална плата, историски раст на пензиите, историски раст на плати во образованието. Продолжуваме уште попосветено за сите граѓани на Македонија. А Јован Краевски вели: првото, нема врска со државата. За црковни прашања не преговара ниту премиерот, ниту кој било од владата. Другите 3 се последица на работнички штрајкови и рекордни инфлации. По таа логика, Грујо треба да се пофали што дур он беше премиер, се деси шарената. А нам ни се случува гледаш и затоа веднаш ќе го вклучиме. Добар ден. Здраво. Здраво, секој е добро? Па, ја не знам како направиле, ако направиле у помали количини нешто поети за 4 месеци. За 4 месеци. Со кои аргументи настапуваат да направиле нешто добро? Лошо, да, лошо има еден куп работи. Лоши. Добри ни една. Пута 0, па дури и пута минус 0. Да долго се успешни. Синдикатите, види вака, да се синдикативе, да речеме, на тие што прават пари у државата, работната сила, значи работникот, би ги поддржал со екстремно, на екстремно ниво би ги поддржал, значи би им дал огромна поддршка. Али овие некако, како да ти кажам, језда парите се мали, али како да барат преку лепи погача у ова бедна никаква држава, осиромашена од мафијаши, од бандити, од разноразни хоштапери, битанги што до сега уништавале државата. Внимавајте на зборовите, вамо. Не, тоа се сега, тоа види вака сега, зборам со странски жаргон, нели, сега користиме у македонскиот јазик странски зборови, хоштапер е, да речеме, француски збор. Така да... Ама добро разбирлив. Така да продолжете. Тоа мисли за кого, за некој од нива не е разбирлив, значи со сега. Некој од нива не чул за хоштапер, чул нешто друго, битанга или ќубре. Ајде, поздрав, пријатно. Поздрав, пријатно, и еве напомена за следните, значи потрудете се да не употребувате погрдни зборови, зборови на насилство, за да не се вклучи црвената линија. А сега е време да слушнеме што ќе ни каже нашиот следен гледач. Велам, добар ден. Се надевам се слушаме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, секој е добро. Поздрав до водителката. Голем поздрав до вас. Како не е странна оваа влада да се пали? Дали знаат они што направија од оваа наша Македонија? Скроз не упропастија. Јас сум мајка со 4 члена дома со 17.000 денари. Кој може да обстане на ова, кажете? Што мислат они понатак? Па уште ќе се палат, страм да им е. Немам што да им пружам на децата. Тоа дали го мислат они? Само за себе мислат. Администрацијата ни ја изеде. Парите не ги изеде. Колку администрација само има, колку дома што седат, а плата зимаат. Што мислат они? Ние пензионерите више на крајни се жици. Немаме жици, немам никаков обстанок. Ми е страх да пројдам до продавница. Што мислите, што понатак? Не мисли, Ковачевски не мисли, како ќе му кажат, така прави. Само не се поправи. Знаат кој не води. Не македонски народ, не писмен народ не води. Затоа и до ова дојдовме. Цениме што се вклучивте во црвена линија, продолжете да не гледате. Во меѓувреме, додека очекуваме нов гледач на 0230766677, ќе прочитаме повторно нешто што е коментирано, објавено на Твитер. Еве сега и режијата ќе покаже. Ако може, Мите Најдов вели вака: зошто нема нови мерки за намалување на цените? Па овие денови со плаќање на драстично повисоки цени на основните производи преку ДДВ го полниме буџетот.
Хейтер пак вели вака, правила за успех. Гласаш за Петко, те вработува Рајко и кога Рајко нема кој да го однесе на протест, митинг и слично, удри по твоите. А ние секако веднаш вклучуваме нов гледач. Добар ден од Црвена линија. Намалете го така, да, се надевам добро се слушаме. Намален е тонот на ТВ приемникот. Вака. Повелете, почнете, слободно. Ова е најава од синдикатите, овој председателот на синдикатите. Така? Јас би сакал да се согласам со претходниот гледач кој што рече дека овие синдикати да се представници на непосредните производители и ги поддржав. Но тие сите има преку 1000 евра плата и изиграват грижа за администрацијата. Администрацијата, ако не е задоволна, инаку да се надоврзам на ова, пред 4-5 години во една информација во Словенија административните работници зимаа по 350-400 евра, а непосредните работници зимаа 900 евра. Никој не сакаше да отиде во администрација. Овде ги запослија сите и своите синови и секој што најдоа го запослија и сега барат за таа администрација. За таа администрација, па отидете во сите општини да видите, нема слободна канцеларија, нема слободно столче или ова, како се вика, маса за... Како и да е, веќе подсетам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди, тоа е правилото, а вам секако и ќе ви се заблагодарам што се вклучивте во Црвена линија. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Секој добро и вам. Значи, точно е ова дека никој не направил за 4 месеци вака да ја донесе државата во колапс, катастрофа невидена, пензии непокачени, плати, како да кажам, нон-стоп се поскапува и пореднило поскапува, меѓутоа вакво нешто немало. И тоа е точно дека никој не ја донел во ваква катастрофа, не знам кој друг збор да го кажам, затоа што ништо не функционира. Синдикативе, ја не можам да сватам како можат вака само се удриле да е сите. Значи, владата многу сгреши што на едни им дадев, нормално дека другите ќе барат. Значи, ти не можеш или давај или не давај. Значи, кога сме сега во ваква криза, треба сегде санкции. Треба и владата да ги намалат платите. На другите да дадат како ќе дадат. Мора, економисти се. Еве еден најобичен човек да го викнат, ќе им даде примери и ќе им каже што да направат. Меѓутоа, тоа нив не им одговара, зашто треба и они да штедат. И они треба да намалат. Само покачуваат. Ова луѓево не можат, пулсот што викаат, преритнува више. Нити работи, нити застанува, преритнува. Влезе човек шок, влези и излези, кај одиши. И точно дека никој вакво ништо не направил во негативно, а не во позитивно. Значи, онако направил позитивно, ова нема да му се случи него народ, само покачува. И само како може он со народни пари ќе помага на приватни компании. Па не можеш, молим те, ти така, таа приватна компанија кога има. Благодарам и вам и ќе повторам по кој знае кој пат, внимавајте на тајмерот за да не изгледа дека ве кратиме, односно ве прекинуваме во мислата. Одиме веднаш со следен гледач, 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во програма сум? Да. Па вака, јас прво би сакал да се заблагодарам на господа што е оваа влада, затоа што, ако беше ВМРО, сега или ќе јадевме стиропор, или ќе имаше давачки што не ќе можевме да се извадиме до куша во долгови. Знаеме како беше за конфликтот кој беше ВМРО, знаеме за 2014, значи, фала му на господа што е оваа влада. Би сакал малце да реплицирам на претходните учесници. Прво, знаете ли колку има потреба од конфекцијски работници во градот Скопје? Ајде, не идам понатака. И кажува господјата со 17.004 члена, ако се двајца работно способни, пошто таа се дефинираше како пензионер,
Нека побарат малце да видат. Конфекцијските работници не взимаат испод 18.000 денари. Значи, ќе им дојдат двајца да се способни, тоа е 36.000 месечно пари што не може да ги види она за 4 месеци, да не јаде ништо. Второ, малце да се погледнеме кон себе. Колку даноци се, евазија се прави врз даноци. Колку се издаваат станови, не се плаќаат персоналци. Колку се продава стока на црно. Кај се купува се без фискални сметки. Па како мислат луѓе во буџетот да се полни, ја не знам. Малце треба сами на себе да погледнеме што можеме да направиме за себе, а не само државата дај. Таа држава треба од негде да извади пари. Ги вади парите, рековме, од ДДВ, од даноци и од слични придонеси. Значи, апелирам до сите граѓани. Не купувајте кај што немаат фискални сметки. Благодарам и вам што се вклучивте во ова денешно издание на Црвена линија. Сега одиме повторно на Твитер заедницата. Еве, сега ќе покажеме што коментираше Мите Најдов. Во ребалансот на буџетот, кој треба да биде одговор за кризата, Бесими предвидел пари за студија за изградба на пат од Тетово до Призрен, преку под Шарпланина. Не можат ни Спелагунија да направат пат, па ќе правеле тунели под Шара. А она што секако уште еден твит ќе прочитам. Густав Охридски: во времето на ВМРО луѓето кога организираа протести и штрајкови, добиваа контрапротести и контраштрајкови. Сега луѓето кога организираат протести и штрајкови, добиваат преговори со владата и покачување на платите. А ние добивме нов гледач и еве да слушаме што ќе ни каже. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Најверојатно ќе треба да напоменам да се намали тонот на ТВ приемникот, да се слушаме преку слушалка. Добар ден. Јас ве слушам. Повелете. Еве сега јас. Ами сакам да кажам во врска со претходниот лидер, стварно не знам дали човеков прати вести или воопшто, или му сметката малце подебела, пак вака што зборува 17.000 плата. Да му дајме него 17, два пати по 17, нека преживе 4 члено семејство. Благодарам. Тоа би било се. Добро, кратки и јасни. Благодарам што искористивте можноста да се вклучите во Црвена линија. Веднаш одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Ви благодарам. Една мала реплика културна за господјата претходно што се јави и каже дека владата ги форцирала приватните компании. Госпожо, една приватна компанија која има 100 вработени, знаете ли колку данок прво плача? Дали знаете вие што значи данок, данечен обврзник? Дали знаете доприноси, пијом, здравство, лични доходи? Како бре не се застрамувате само да застанете на страната на некоја партија, а не на страната на државата? Па приватник, јас како приватник 10 вработени да имам, знаете ли колку имам издатоци, а плюс струја. И сакам да кажам дека сите 80% се јавуваат како политички приврзоци. Ви благодарам. Ви благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Одиме повторно со Твитер. Џон Фалстав вели: а најнапред ќе прочитам веста. Значи, ова објава на премиерот Димитар Ковачевски попладнево пристигна во Братислава на годишниот форум на Глобсек, каде ни престои значајна дводневна агенда на која ќе дискутираме за безбедноста на Европа и уште поважно за нас, регионот на Западен Балкан. И на овој коментар Џон Фалстав вели: Ич, не враќај се, овде спремаме штрајкови протести. А да видиме што ќе ни открие и нашиот следен гледач. Се надевам дека добро се слушаме. Добар ден. Добар ден од Црвена линија. Ало? Добар ден. Црвена линија. Сакам да кажам. Повелете. Само за ова Црвена линија. Повелете. Ало? Повелете, продолжете. Добар ден. Добар ден.
Сакам да кажам за ова. Дали има поголем пустеш него сега што живееме? Така продолжете времето да не ви истече, зборувајте слободно. Сакам да кажам дали сега. Ова е чудо нешто. И вика имало плати, имало ше. Кај има плати бе? Со што ќе живее народ? Со 100 динара нафта? Нема, опустошено. Нима срамно има перде. Тоа е. Тоа би било се. Имате уште време, 32 секунди. Ало? Да, ако имате уште нешто, имате време и веќе 23 Само секунди. слушаме. Нема, ова мизерија невидена. Се било добро. Кој е добро бе човече Божи? Кој е добро? Качија цени, како нема качија, сега превозно ќе окачи. Пак ќе се качи ова, све живо. Кој ќе му носи? И било добро. За нима све е добро. Не знам. Благодарам, цениме што искористивте можноста да го кажете вашето мислење, а ако сте подготвени, одиме повторно на Твитер. Или ајде подобро со вас, да ви дадеме предност. Одиме прво со гледач, па потоа ќе коментираме твит коментари. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Исто така. Па Иве, повелете, кој е вашиот став во однос на денешната тема на Црвена линија? Дали се слушаме? Да. Па повелете. Значи вака, сакам само едно да дадем одговор на господјата и на другите што вика дека во државата е уништено све од тие кои што не македонци, извини. Во оваа држава и албанци, и македонци, и турци, и сите сме испокрадени. Нема шанса да се додека ние, сите, овдека вака чутиме, гледајќи како не крадат, да се изведеме меѓу себе, а сите плаќаме даноци, сите живееме од таа плата, додека ние сами не се освестуваме, на вистина ќе играат вака господава, ќе слават со или јадници евра, ќе уживаат од луксузни коли. Ние сами меѓу себе треба да се разбереме за да тргнеме овој хаос на вистина никогаш не е видено. А администрацијата наша на вистина има кој што работа, ама има и кој што шета надвор, ама зема плата. Кој е одговорноста треба да функционира? Одговорниот нека одговора. Не бе ова. Ова никој не дава отчет никому, никој не одговара за ништо и се албанец, македонец крив. Грешка голема. Фала, многу пријатно. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Сега се префрлуваме, како што и најавив, повторно кај Твитер заедницата, еве кои коментари ги издвоивме. Лиле Стечајката вели вака: професори, земјоделци, администрација, пензионери на протести, штрајкови, немири. Струја покачена, гориво покачено, храна плафон, банкарски камати, провизии плафон. Парно угревно дрво до небо. Газ нема, стратегија нема. Господ не ни помага веќе. А еве што коментира и Sharpening Stone. Вели: нов месец, нови штрајкови. Што ги лажете овие од јавна администрација дека ќе им зголемите плати за 2800 денари? А исто е веќе прочитам уште еден твит од Beach Girl, значи заклучок: ниту јадеме многу, ниту пиеме многу и пак платата не стига. Негде не штима математиката. Меѓу другото, ќе подсетам дека ова пролет ја одбележа многу штрајкови протести. Еве, сакаме со вас да проговориме на 023076677. До сега и слушнавте голем дел од гледачите што се јавија, што сметаат во однос на коментарот на премиерот, односно изјавата дека за 4 месеци направиле повеќе
отколку некои влади во изминатите 4 години, а пак синдикатите имаат поинакво мислење. И кога сме кај синдикатите, во меѓувреме се разбира, ве очекуваме на 0230766777 да продолжи дискусијата со вас, бидејќи сепак црвена линија е за вас. Јас ќе напоменам дека не е лошо редовно да се информирате, точно и брзо на tilma.com.mk. И еве ќе покажаме денешната ударна вест. И не случајно рековме во црвена линија дека синдикатите имаат поинакво мислење, ССМ одлучува за генерален штрајк. Односно, вчера Сојузот на синдикатите на Македонија не постигна договор со владата за линеарно зголемување на платите, така да денеска заседаваат председателството и Советот на ССМ кои треба да одлучат за почнување генерален штрајк. А се разбира, очекуваме да ве подсетиме и да проговориме и за надпреварот вчера, кој што се одигра во 18 часот, се разбира, помеѓу Бугарија и Македонија, заврши нерешено, па дали сте задоволни за тоа? Ете и тоа сакаме да слушнеме. Добар ден! Добар ден! Секој добро од црвена линија? Да, благодарам. Пајде да ве слушнеме вас. Што мислите за изјавата дека за последниве 4 месеци се постигнати многу успеси, и тоа што синдикатите имаат малку поинаков став, па се најавува повторно генерален штрајк на ССМ? Дали не слушате, намалете го тонот на ТВ приемникот? Дали не слушате? Најверојатно гледачката ја изгубивме. Обидете се повторно на 0230766777. Добар ден, вие сте во програма и тоа во црвена линија. Добро, ви благодарам. Повелете. Вака, значи, владата вика дека направила добро за 4 месеци, подобро отколку некои влади за 4 години. Мислам Ковачевски. Вака сега, било кој од влада, од некој, нека ми каже една добра работа што се случила овие 5 години, откако дојдат така наречениот режим, откако го струшија овие, на сила со помош на Америка, откако дојдоа на власт, освен предавствата што ги направија, дали нешто добро направија на народот? Само предавства за народот, за македонскиот народ го уништија, не подценија буквално секоја смисла на зборот. Значи, направија од нас да се чувствуваме како луѓе од седми ред у државата. Значи, државата веќе не функционира. Едноставно државата дуи со помош на СДС ја уништува усите пори. Усите пори ја уништува. Ви благодарам. Само некој сакам да се јави да каже една добра работа што се случило 5 години. Владење на комунистичкиот режим. А бидејќи се уште имате време да го искористам вашето јавување, задоволни ли сте од фудбалскиот резултат вчера Македонија, Бугарија? Не, воопшто да ти кажам, и Милевски е дојден на сила, на политички начин, значи имавме екстра селектор, значи Ангеловски беше човек што си ја сакаше државата, што си ја сакаше Македонија и сум сигурен дека со него ќе победеме најмалку 3-0. Значи не сте задоволни од резултатот, тоа ни беше битно. Не. Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија. Веднаш одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија, повелете. Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте само преку слушалка. Намаление. Одлично, ако е намален, повелете. Ајде. Премиерот вели дека за 4 месеца многу сработил. А прво не е приви. На избори ќе добива да верба. На избори да верба што добива. Не е приви. О, можеш. Ало? Да, продолжете, времето ви тече. А и исто, може и јавно кажа дека мислам дека 12 години ќе бидам премиер. А што сработи е народно? Увидувајќи скапија. Ало? Да, тука сте, ајде, ве слушаме, продолжете. Дали го имаме уште гледачот?
Слушаме дека не сте сами дома. Поздрав до сопругата, најверојатно со неа следите Црвена линија и еве напомена за сите оние кои што ќе се јават. Прво правило, намалете го тонот на ТВ приемникот. Во Црвена линија зборувајте на слушалка, подобро ќе се слушнеме и секако внимавајте на тајмерот 90 секунди. А сега одиме со нешто што исто така издвоивме од Твитер заедницата. Па еве вака коментира и Тодор Петров. За време на посетата на Петков, Ковачевски вели постигнавме успех. Бугарија прифати да се викаме Северна Македонија, а да не прифатеше, замислете Северо-западна Македонија, бидејќи ја има и во Југозападна Бугарија. Има ли нормални во оваа влада или лудилото продолжува? Еве уште еден краток твит на Pixin Space, вели проект 2022 сиромаштија и глад. Ајде да слушаме што вели нашиот следен гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Секој е добро? Добар ден, дали сум на линија? Да, на линија сте и тоа на Црвена линија. Повелете. Ја би сакал да прашам за синдикатите. Кој е тој независен синдикат? Има синдикат нормал, вие од која страна се Димов синдикат? Пред 7-8 години ги формира, ако беше ВМРО на власт, ги формира тие независни синдикати. Какви се тие синдикати се? Ете, тие ги прават штрајковите. Од вчера се јавува Димов, сега па тој на ССМШ, друг синдикат. Колку синдикати имаме ние? Нека докаже дека не се политички синдикати и дека не ги организираат сега во оваа ситуација. Ја едно би прашал гледачите, како не може да се сестиме? Сега не чини Ковачевски не чини. Дајте бре луѓе, критикуи и партиски да си од ВМРО и од СДСМ, критикуи пред тоа што било. Па гледате, прашаат кај им се парите. Па 12 милиона Мијалков дава кауција да испадне затвор. 12 милиона. Оти не рипна сега тоа истото раководство на ВМРО, што беше со Груевски, зошто тога не испаднале? 90 секунди е времето и благодарам што искористивте можноста да се вклучите во Црвена линија. Сега одиме со реклами, па се враќаме на резултатите од анкетата. Повторно сте со Црвена линија и во овој момент вклучуваме веднаш нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам. Па повелете. Видете, мора да се погледне дека 10.000 луѓе земаат плата, не идат на работа. Тоа значи 20.000 луѓе или 20% од вкупниот број на вработени во Македонија се до дома земаат плата. Значи не може да бидат добри економските политики. Прво тоа прашање треба да си го реши премиерот и владата. Не да кажуваат и гачки за деца мали. Како е таа економска оправданост да такава категорија на луѓе си да дома земаат плата? Тоа е централно прашање. Тоа треба да си го решат од тих, но второ Македонија сино е излупа Севера Бугарија и добар резултат се стигнале, затоа што бугарите прашува која е таа Северна Македонија, ова е таа. Еден тамо и веројатно дома кога ќе дадат кај нас ќе добијат и повеќе говори. Така да може да се каже дека владе општ хаос и неред во државава, во основ на сите овие плати, мати и така натаму, и ако се пипат и даје, не е чудо држава во стечај да ја пушти. Благодарам, пријатно. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Веднаш одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Намалете го тонот на ТВ приемникот, ве молам. И добар ден. Црвена линија.
Одлично, еве, се конектиравме. Добар ден. Дали се слушаме? Да, ве слушам одлично, повелете. Ама се отвора вратата. Ајде, Рики. Во програма сте. Ама не, кога ќе отворам, ајде. Во програма сте. Се надевам дека ме слушате. Дали ќе го искористите времето или... Ало. Повелете. Ало. Ве слушаме, повелете. Дали се слушаме? Да. Вака сега. Да кажам за двете теми. Прво вака, народов треба конечно да свати дека Европската Унија, односно Франција и Германија, на чело со нашиот стратешки непријател Америка, не планираат во Европска Унија, туку сакаат да ја растурат македонската нација преку тие штетни договори и уцени што не ги прават. Што сакам да кажам? Бугарија не е никаков фактор. Ако сака Америка, потоа Франција и Германија, за 24 сати има механизам Бугарија да го дигне ветото. Тие не ни даваат ни да почнеме преговори. Затоа побети се македонски народе. Не дозволувате ни една власт да преговара со бугарите, да се укине таа комисија што е за историја, да не се преговара за историски настани и историски личности. Значи тоа треба да се освести овој народ. Потоа гледаме дека е заговор против Македонија од западните душмани и затоа треба и Преспанскиот договор да се замрзне. Едноставно за Македонија името да биде за внатрешна употреба, се додека не влеземе во ЕУ, тоа значи на светиникат. Освести се Цениме што се вклучивте во црвена линија. Она за што дискутиравме беше дека премиерот вели за 4 месеци направиле многу повеќе од некои влади претходно за 4 години, а синдикатите пак имаат поединакво мислење. А што се однесува до анкетата, како што си бива редот, еве сега ќе ви ги покажеме и резултатите. Значи анкетата гласеше во време на криза дали ни се потребни розови очила за да го видиме овој успех. Требаше да се гласа со да, не. И тука некаде со да одговорија 56%, а со не одговорија 44%. И сега тука веќе е крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Благодарам на сите оние кои што се вклучија, оние кои што не, имате шансата во понеделник во истиот термин. Ве препуштам на програмата на Телма телевизија, ви посакувам убав викенд и информирајте се на telma.com.mk. Довидување.